Отворен фронт за изградба на 150 километри автопат, стартна постапка за изградба на брза пруга и реализација на капитални инвестиции кои ќе донесат бројни бенефити за граѓаните и за бизнисот. Реализацијата на клучниот проект кој ќе ја промени инфраструктурната слика во Македонија, брзата пруга од Табановце до Гевгелија, може да започне годинава. Ако се биде како што треба, оваа година очекувам почеток на изградбата на оваа пруга, која што ќе значи многу. Во историска смисла и е трансформационен проект за државата. Ваквите проекции се откако Министерството за финансии отпочна постапката за барање пари на меѓународниот финансиски пазар за реализација на проектот, а очекувањата се дека брзо ќе се заврши административната и тендерската постапка. Министерството до 22 меѓународни финансиски институции и странски комерцијални банки испрати барање за покажување интерес за финансирање на проектот за изградба на брза пруга долж коридорот 10. Станува збор за финансиски институции од Европа, Соединетите Американски држави, Јапонија и Обединетото кралство, од кои дел се институции со кои што земјава и претходно соработувала на одредени проекти. Низ цела Македонија се забележува дека е отворен фронт за градење со што станува реално желбата граѓаните да добијат модерна патна инфраструктура. Во моментов се работи на 4 автопати со забрзана динамика. Очекувањата се дека во најголем дел роковите ќе бидат запазени. До 10 јули се очекува да биде пуштена во употреба делницата Врбјани-Охрид, дел од автопатот кој се чека една деценија, а се уште трае постапката за предквалификација на изведувач за Букојчани-Кичево. Се работи и на Тетово-Гостивар. До крај на месецов се очекува да биде пуштен во употреба Дреново-Фариш, а веќе е завршена и 85% од експроприацијата на автопатот Прилеп-Битола. Она што е забелешка од премиерот до изведувачот е дека има позабавена динамика на изградбата на делот кој е влез во градот Битола. Имаме 4 автопати кои што се градат во вкупна должина од 150 километри. Кичево-Охрид, Гостивар-Букојчани, Гостивар-Тетово, Прилеп-Битола. И еден експресен пат, Прилеп-Градско, делницата Фариш-Дреново. Во општините со проектите од првиот и од вториот повик ќе имаме нови 1200 градилишта. Кога сето ова ќе се спореди со на летаргија која што изминативе години функционираше по принципот битно е да крадеме, не да градиме, тогаш мислам дека се чувствува разлика. Паралелно со инфраструктурната офанзива, владата инвестира и во капитални објекти кои се клучни за образованието. 2 милиарди денари ќе се вложат во изградба на нови училишта, спортски сали, студентски домови. Дел од проектите кои се планираат ќе се реализираат со пари обезбедени благодарение на договорот со Обединетото кралство.